По нови и современи стандарди, стадионот Петар Милушевски стана гордост на Битола и дом на македонската фудбалска репрезентација. Председателот на Фудбалската федерација на Македонија, Маса Ромерагич, вели дека и во иднина максимално ќе се вложува во модерната спортска инфраструктура, со цел подобри услови за фудбалерите и младите таленти. Македонија има со што да се гордее. Битола како град, како регион, Пелагонискиот регион тоа го заслужува. Полн стадион, убава атмосфера. Фудбалската федерација на Македонија ќе продолжи во другите градови. Во Тетово ќе бидеме вклучени во правењето, односно во делот од реновирањето на стадионот. Во Штип ќе направиме се да ја завршиме трибината. Во Охрид трибината ќе продолжи согласно динамиката која што ни е зацртана и после тоа преминуваме на втората фаза која што е во нашите планови, а тоа е да почнеме со терени и со тревнати површини, замена на бусенските површини таму каде што е тоа можда. Тоа што го ветивме се трудиме да го исполниме и промените ќе си продолжат со темпото кој што е зацртано. Ќе биде потребно малце време и се надеваме дека во брзо време ќе ги видиме резултатите и позитивните ефекти од таа работа. Јас секогаш сакам да бидам умерен оптимиста. Убаво е се што сме први, меѓутоа не треба да бидеме понесени многу од тоа. И следат 3 тешки надпревари на кои што ние треба да го покажеме нашиот карактер, нашето срце, да бидеме смирени, а храбри. Па ќе видиме што ќе се случи, меѓутоа не сакам ништо да прогнозирам пред време, затоа што најубаво е да бидеме така малце на земја со двете нозе и да ги одиграме надпреварите со срце и да даеме се од себе. Јас верувам во играчите, така да почекаме резултатот. Има предизвици, но има и решенија. Вложувањето во младинските категории е особено важно за идните генерации на врвни спортисти. За најмладите имам само една порака: да уживаат додека тренираат фудбал, да ги слушаат своите тренери, да се учат на вредностите кои што фудбалот ги дава. Фудбалот е прекрасен спорт, социјализација на децата, дружба со деца од различни профили, од различни нации, различни религии, така натака, боја на кожа. Фудбалот е богатство кое што треба да се негува, децата да уживаат во играњето и да едноставно не се откажуваат така лесно. Другото се ќе си дојде. На спортскиот самит кој се одржа во Скопје беше потенцирано дека спортот треба да биде двигател на националниот идентитет, што значи соработка меѓу институциите, спортските федерации и локалните заедници. Ваквите самити се навистина позитивна работа, пред се затоа што луѓе од различни профили од регионот се среќаваат на едно место и дискутираат за тековните проблеми во сопствената средина, а истовремено ги кажуваат позитивните искуства за тоа како да се унапреди спортот. Лично сум изненаден од позитивниот ефект на овој самит и мислам дека ова е една добра практика која што треба да се продолжи во иднината.